Вардар има 13 загубени топки, Рај-Некар Левен 7, меѓутоа Арпад Штербик 10 интервенции, а да веќе и не говориме за високиот процент на реализација што го имаат нашите ракометари во овој дуел. Сето тоа ги анулира овие 13 загубени топки и Вардар има 7 гола предност на нешто повеќе од 6 минути до крајот на мечот во Манхајм. Карачич, нова интервенција на Ландин, 9-та веќе. И добре што Ганецот влегува во ритам откако ние создадовме огромна предност. Ларсен па Патрик Грецки, проследен до крај до средината од теренот од Данил Шишкарев. Обид за додавање од Александар Петерсон. Тргнаа тројца наши играчи да ја пресечат оваа топка, а сепак таа ќе му припадне на Патрик Грецки. Се ротираат во отсуство на вистинско решение на позицијата кружен нападич неколку играчи во составот на Рај-Некар Левен. Сега Штефан Кнер е таму, беше Патрик Грецки до пред Петерсон, нова интервенција на Арпад Штербик, 55-та минута, на 7 разлика, 11-та одбрана на Штербик. Од време на време не криеме дека може би се јавуваат кај на стравови кога тргнуваат во тие поизразени серии во забрзување на мечот германските ракометари, но од друга страна овде не треба да се случи ништо друго освен триумф на Вардар и тоа голем, огромен. Душебаев. Сега не е нормално, не брзам. Извонредно од Лазаров за Стоилов. Трет гол на Стојанче Стоилов во овој натпревар, игра само во второто полувреме и тоа не многу, не цели 30 минути. Страшен е учинокот на Стоилов, 3 погодоци, неколку блока направи по кои бековите успеа да го совладаат Никлас Ландин. По прекршок над него беше досудено и исклучување. Ларсен, Грецки, нова грешка, веќе и при обидите да се шутира кон голот на Арпад Штербик уплав имаат германските ракометари. Преголем е тој респект кон голманот Страф веќе кој преоѓа сигурно, затоа што Арпад Штербик денеска е фантастичен во овој дуел против тимот на Рај-Некар Левен. 11 интервенции, од кои дури 7 во второто полувреме на нашиот голман. Сега Ландин успева да го спречи овој обид на Филип Лазаров. Стигна Ландин до 10 интервенции, но сега веќе доцна. Ова е само чисто како статистички податок. И сега во контра Филип Лазаров во стилот на Кире. Ова е потека ала Кире Лазаров, меѓутоа генот е ген. Погодок број 1 за Филип Лазаров. Вардар има 34-25. Одамна нервозно шета тука крај аут линијата. Николај Јакобсен не бара веќе тајм-аут, тоа и во превод значи кревање рака, да го сватиме онака по боксерски, фрлање на пешкир во рингот, предавање на борбата. Видовте како заврши овој шут на Мац Менса. Ларсен заврши таму високо над голот на Арпад Штербик. 2 минути и 40 на секунди до крајот на дуелот. Тука сега веќе нема дилема. Мислам дека ние одамна немавме дилема кој ќе биде победникот во овој меч. Замолчена е буквално германската публика, се слуша само песна на нашите навивачи. Вардар слави голема нова победа на германско тло, совладан уште еден голем состав од најсилниот шампионат на светот. И тоа втор пат паѓа Рај-Некар Левен во дуелите со Вардар. Минатата година нашиот тим го елиминираше европскиот во тој момент првак. Единствено малку во лошо сеќавање нормално ќе ни остане мечот против Фленсбург. Имек Далдуриц доаѓа до вториот погодок, двата се од првото полувреме, играше во стартната постава, играше во најголем дел од првото полувреме. Една од послабите точки во германскиот тим, нив ги имаше многу, но тоа е веќе предмет на дискусија, на дебата таму во Манхајм. Овде кај нас само пофални зборови. Данил Шишкарев, каква завршница против Никлас Ландин.
изворедно од Шишкарев. Денеска го немаме Брумен, но со третиот погодок Шишкарев го компензира отсуството на словенецот комплетно, целосно, забележете, овде нема гол, овде има многу храброст, лавовско срце на вардарци денеска во Манхаим и голема победа за демонстрација дека црвено-црните имаат карактер на шампион, на голем тим, кандидат меѓу другото и за Final Four, па зошто да не, можеби и за повеќе во оваа сезона. И ова е само колку за статистика, погодок број 5 на Патрик Грецки, 35-27 во завршните 50 на секунди од овој надпревар. Сеори Македонија во Манхаим, Јур Карачич, одлично лажно движење, но одбрана на Никлас Ландин. Сега веќе се е јасно, па може и малку да си дозволиме и по некое промашување. Стефан Сигурмансон стигнува до третиот погодок. Колку да се избори, во ниту еден момент, мора да се каже, Рај Некар не успеа да ја загрози таа убедлива предност на Вардар, кој што тамо некаде од петата, шестата минута на мечот доминираше во овој дуел. Буквално го разби, го надигра германскиот тим, второпласираниот состав во најсилната лига на светот. Вардар го сковлада Рај Некар Левен на негов терен со 35-28, трета едно по друго победа на Вардар против германски тимови. Се радува 250-300 навивачи во Херес арената во Манхаим, присутни сведоци на ова страшно, прекрасно, неверојатно издание на ракометарите на Вардар. Ќе се радува целата нација затоа што Вардар го задржа второто место. Вардар освои нови бодови. Вардар дојде до седмиот триумф во сезоната со едно реми и со само 2 пораза во С групата. Но она што е веројатно и поважно, Вардар покажа дека има менталитет за големи дела. Еве малку статистика, еве малку приказ на тоа што се случуваше, иако веројатно најдобро говори самото движење на резултатот. Уште во 18-тата минута, по една серија од 5-0, направиме 13-6, на полувреме имавме 20-13 во вториот, рано 11 разлика, на крајот 35-28. Нашите најдобри стрелци, Карачич и Дибиров, од овие купно 14 погодаци, 13 дадоа во првото полувреме. Тогаш Карачич имаше 7, во вториот дел само 1, а Дибиров остана на 6. Блескава, брилијантна партија на Вардар против Рај Некар Левен. Голема победа, реков, трета едно по друго против германските тимови. Вардар веќе мора, им треба да калкулира, да размислува за противниците. Едно е сигурно, сега Вардар е втор во групата С. Еден противник веќе го знае, тоа е тимот на Загреб. Утре игра против Металург тука во Скопје од 19 часот, пренос на Алфа. Следниот противник од Б групата е Фленсбург, затоа што објективно Фленсбург е тимот кој што ќе остане на третата позиција и во она Д група трет е најверојатно Данкерк. Францускиот тим реално можеме да очекуваме во каква форма игра Вардар, а нема сомневање дека таа сигурно дека ќе оди во нагорна линија, дека Вардар е на најдобар пат да стигне до уште едно четвртфинале во Лигата на шампионите, е потоа и да се бори за влез на Final Four. Во вторник е жребката за надпреварите од осми на финалето. Вардар е дел од привилегираната група, 8 тимови за првата елиминацијска фаза, за првата елиминацијска рунда. Има пауза во ова надпреварување во Лигата на европските ракометни шампиони во машкиот дел. Но прво да го заокружиме целиот циклус со настапот на Металург в недела навечер од 19 часот дома против Загреб на простување од надпреварите во најквалитетното друштво. Тимот од Автокоманда го пречекува Загреб, за кого пак што споменавме дека е можен противник на црвено-црните и евентуален гостин по 3 недели.